Значи, денеска разговаравме со премиерот во врска со претседателските избори. А за нас, како опозициона политичка партија, е многу важно пристапот, но уште поважен е човекот кој ќе стои на чело на една важна институција во државата. Као опозициона партија имаме повеќе опции за разгледување, а сигурно дека важна беше и ова опција, затоа што знаеме дека еден таков кандидат има шанси да добие и сигурно дека нашата поддршка за таков кандидат би била многу важна, а тоа што треба да знае јавноста дека нашата поддршка нема да биде безусловна, а најмалку ќе биде во договор за тој утрешен претседател да ги штити нашите луѓе од корупција и нелегални работи, како што за жал се случувало досега со други партии. Каква условност ќе побарате со оглед на тоа дека имате само 20 пратеници? И што е спремен премиерот да ви даде? Значи, разговараме за претседателски избори, каде партиите се мерат по гласачите. Движењето БЕСА на последните парламентарни избори имаше 60.000 гласови. Но вие се поделивте, а сега не сте само. Тоа ќе се види во следните денови, во следниот период, дали се поделивме или дали некоја група се подели од партија. Од Алијанса за Кои се вашите услови? Да биде претседател на сите граѓани без да ги подели граѓаните на етнички заедници, заедните да биде мајка за другите маќа. Сите имиња кои што ви ги кажа Заев, имате тука услов. Кое лице да сигурно, значи, поради тоа што сме во Македонија, во една држава каде пред институцијата излегува, односно личноста, за нас е многу важно да името кое ќе стои на ова важна функција и сигурно дека нашата одлука многу ќе зависи кој ќе биде кандидатот. Кој е вашиот став за Силјановски? Не сме имале никаков контакт, комуникација со Македонската опозициона партија за да имаме став. Веќе е одлучено и тоа е нивен кандидат. Да, но таа жена индивидуалец, зошто би ги разговарали вие со ВМРО за неја? Каков е вашиот став? Затоа што ВМРО го номинира. Тоа е тоа. Фалем да речем. Алиш Никола Димитров ви брануша?